Здраво на сите, јас сум Стефан од тимот Athletics и добредовте во нашето видео за кршење на одредени митови. Овој мит е посветен за тие луѓе што веруваат дека треба да се одвојат јагдихидратите од протеините и да се јадат у посебно време. Значи, првото нешто што треба да знаете е дека нашето тело има ензими кои секогаш се спремни да се разложуваат тие макронутриенти во простите, нивните прости метаболити, дали се глукоза, аминокиселини и масни киселини. Значи, има истражувања кои кажуваат дека ако јадеме масна храна до 5 сата според кардиичниот ритам, нема ние да се здебелиме, но тие истражувања се направени на глувци. А глувци не секогаш се добри аналози на човекот. Значи, оптималното време, според мене, е тоа кога ќе вие почувствувате глад. Ако ја чувствувам глад, гледам да јадам. Значи, телото ми кажува ти си гладен, мора да јадеш. Ако не чувствувам глад, не јадам. Значи, ми се пијам вода, правам некои работи што едноставно го тргам вниманието од храна. Препорачувам за тие луѓе што не вежбаат активно да имаат барем 3 здрави оброци, што е возможно непроцесирани, и барем да имаат негде според 1 килограм активна маса, 1 грам протеин на секој килограм активна маса протеин за ако воопшто не вежбат. И другото нешто, да се вратиме на темата, е тоа што, ајде идеме по вашата хипотеза. Значи, која храна е чиста 100% јагдихидрати? Шекер. Шекерот здрав е, безиот шекер не. Која друга храна е 100% јагдихидрати? Белото брашно би било негде, но тоа пак има протеини. Дали тоа, ако според вашата логика, не треба да јадеме никакви мешанки, затоа што тоа е комбинација на јагдихидрати и протеини. Нема ниедна храна што е 100% јагдихидрати и 100% масти, освен човечко произведено масло, човечки рафинирани работи, и протеин, примерно, има до 90% максимум. Значи, вашата логика не е добра, не е прифатена и нема никаде доволно научни докази каде што вие ќе ми кажете дека ако јадам јас така ќе подобро ќе биде за мојата дигестија. Значи, за подобра дигестија јадете повеќе диетални влакна. Значи, диетални влакна ги имате во овес, имате во пченични трици, имате во овесни трици, имате многу во овош и во зеленчук, јадете многу поздраво и јадете такви работи и ќе видите дека ќе имате подобра дигестија. Исто така пијте повеќе вода. И се надевам дека ова видео беше доста интересно. Ако имате некои прашања, слободно поставете ги во коментарите. Следете на Facebook, Twitter и на Instagram со Athletics Fitness юзерним. И се надевам дека беше доста корисно. Поздрав!